civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Државната изборна комисија, значи, една е од институциите која организира и спроведува избори. Значи, да кажеме од почеток, демократски и законски избори. Јас, ко подпредседател на Државната изборна комисија, сум уште од 2018 година со почеток мандат од 6 месеци, па продолжен до 2 години, па продолжен уште 6 месеци и сега мандатот ни е 2 години според актуалниот изборен законник. Малце ќе навратам јас пред да одговорам на вашите прашања до работата на Државната изборна комисија до сега, како организатор и спроведувач на избори. Прво почнавме со референдум, значи председателски избори и предвремени парламентарни избори, значи кои беа организирани за време на пандемија, кога цел свет се мислеше дали да организираат избори во време на пандемија и како ќе биде исходот на тие избори. Каква беше работата на Државната изборна комисија, не е во мој домен да се фалам, значи во овој период, значи тука ни се препораките на ОПСЕ од ДИГР, значи од Европската комисија и од сите невладени внатрешни и надворешни меѓународни организации, кои повеќите, или можам да кажам, се минимални забелешки што се однесува во делот на работата на Државната изборна комисија. Повеќето од забелешките се однесува системски на изборниот законник. Прва, што за жал, значи уште ќе потенцирам, пак истата забелешка ќе имаме и во наредните забелешки или препораки на ОПСЕ од ДИГР, не стигнавме на време да го смениме изборниот законник најмалце 6 месеци пред одржување на избориве што ни следат сега локалните избори. Се надевам дека нема да биде како претходниот пат, значи сабота се измени изборниот законник, а недела беа распишани избориве со некои задолженија и значи обврски што му се дава на Државната изборна комисија, кои можда и не се во наш домен, но ако некој друг не ги сработува, спаѓаат во товар на Државната изборна комисија. Една од нив беше, значи сабота се измени изборниот законник, недела Државната изборна комисија требаше да утврди одлука за најниска и просечна цена на сите медиуми во последните изборни циклуси. Замислете, сабота се изменува изборниот законник, а ние во недела треба да ја носиме таа одлука, да ја донесеме. Замислете во каква ситуација беше Државната изборна комисија, но некако излеговме на крај. Значи со сите тие предизвици што ни престоја и на крај добивме извештај, како што кажав, од Европската комисија, од ОПСЕ, ОДИР и од сите невладени организации дека изборите беа организирани законски, транспарентни и на време, значи, беа реализирани сите обврски што ни беа предвидени во изборниот законник. Што се однесува до како дел од групата кои сме ко институција, значи Државната изборна комисија и дели од изборната група за измени на изборниот законник, што предводник е Министерството за правда, значи ние сме тука во делот на техничкиот и законскиот дел. Нашите препораки што се однесува во тој дел, можам, значи, сега во овој дел да го фалам Министерството за правда, ни беа, значи, прифатени. Една од нив беше, значи, во делот на пандемија, што кажавме, на ниту еден граѓанин не му беше оневозможено правото на глас, значи, заедно со тогашната техничка влада, со уредба се носеше уредба на владата, кај не им го зедовме правото на глас, туку организиравме во петок, значи, не беше понеделник, беше тогаш дека изборите беа во среда, ден пред да гласат болните и немоćните, ние организиравме, значи, гласање за лицата кои беа во изолација или со позитивни на COVID-19. Истата препорака што беше ставена во уредбата, истиот начин на организирање, сега е, колку што знам, ја е предвидено и во новите измени на изборниот законник. Имавме една, значи,
забелешка или не забелешка, барање од наша страна, бидејќи сите на другите изборни органи што се однесува на општинските изборни комисии, на избирачките одбори, мандатот им заминуваше оваа година во април. И баравме од Министерството за правда, барем бидејќи во стариот закон пишува дека по распишување на изборите Државната изборна комисија има право да избере нови други органи што се однесуваат за организирање на избориве. Тоа барање значи ни беше прифатено од страна на Министерството за правда, исто така изгласано од страна на пратениците. И Државната изборна комисија веќе пред 2 недели праеше случаен избор и имаме избрано значи општински изборни комисии. Истите веќе имаме поднесено известување до сите институции да ги известат кои се членови на општинските изборни комисии. Ова не го баравме заради тоа што ние сакавме да имаме порано општински изборни комисии, туку заради одржување на обука, бидејќи како што спомнавте и вие, не очекува еден нов предизвик, значи прв пат во нашата држава што ќе се спроведуваме избори со биометриска идентификација на гласачиве. Државната изборна комисија по донесување на законот одма постапи да ја реализираме оваа постапка. Поднесовме барање до Министерството за финансии да ни овозможат средства. Веќе добивме средства од Министерството за финансии, формиравме група, гласавме план за јавни набавки и целата постапка е во тек. Значи на 1 јули е отварањето на постапката што се однесуваат во делот на фингерпринтот. И постапката тече, се надевам дека ќе имаме време да ја реализираме целата постапка. Веќе не зависи само од Државната изборна комисија туку зависи од надворешен фактор, значи ќе видиме колку понуди, дали ќе имаме понуди што ќе достават за толку време, ќе ни ги достават целата апаратура, значи се однесува и на хардвер и на софтвер, па после тоа Државната изборна комисија ќе направи едно тестирање. Значи имаме предвидено по склучување на договорот некаде до 200 апарати или како да ги наречам, да ни достават за да почнеме со тестирање на избирачките одбори и општинските изборни комисии, па после тоа да се достави целата опрема што ни треба за реализирање на ваков начин на гласање. Освен тоа, тука, значи, во прашање не е само Државната изборна комисија, тука е и Министерството за внатрешни работи. Значи, како што знаете, ние отпечатокот од прст треба да го добиваме од страна на Министерството за внатрешни работи. Тие досега не ги доставува избирачкиот список што се однесува до сите граѓани и слики. Овој пат, значи, треба да ни достават и отпечаток од прст. Како ќе бидат, значи, квалитетот на отпечатокот од прст, значи тука немаме ниту ние гаранција, ниту тие нема некаква видна гаранција. Ќе се потрудиме, значи максимумот што се однесува од наша страна да направиме све да биде како што треба, како што сме работеле досега, така ќе продолжиме и понатаму за да немаме на крајот забелешки што се однесува до работата на Државната изборна комисија. Во изборниот законник е предвидено, значи ние имаме предвидено во тендерската документација негде 4000 апаратчиња, бидејќи 3480 се избирачки места, да имаме 500 апарати резерва за секој случај, да немаме некакви, пак се работи за технологија, не е нешто што е во наши раце. Но во изборниот законник е предвидено, значи во 2 моменти, ако гласачот оди во избирачкото место и тука не го препознава идентификација, не може идентификација да направи апаратчето, тогаш ќе оди внесување преку матичниот број на самиот апарат. И во случај сега да не работи апаратчето, но да утврдат општинската изборна комисија заедно со избирачкиот одбор да состават записник дека навистина не работи апаратот за идентификација на гласачот, тогаш ќе не известат нас ко Државна изборна комисија. Ако имаме ние, значи, апарати слободни на истото избирачко место, додека да се испрати апарат, се знае дека нашата територија е голема, не може, значи, гласач да оди на избирачкото место и да чека додека Државната изборна комисија од Скопје испрати некој апарат во некој
село далеко кај се наоѓа избирачкото место, во тој случај значи на гласачот ќе му се дозволи да гласа и тој ќе стави отпечаток на прст на избирачкиот список. Значи и ќе му се дозволи да гласа. Овие се три алтернативи што се предвидени во изборниот законник моментално. За понатаму, значи како ќе течат работите, така ќе бидете известени и вие, и јавноста, а и самите пратеници и самата влада. Значи, Државната изборна комисија, ви кажав од почеток, е задоволна и ќе беше позадоволна ако навреме беа направени измените, а не, значи, се кажуваат 2 недели, 3 недели, но не знаеме кога ќе бидат измени и ќе бидеме задоволни ако останат измените кои беа, значи, разговарани во работната група, дека на крајот секогаш во работната група се разговара за нешто друго, во Државната изборна комисија стигнуваат сосема поинакви решенија. Ви кажувам, една од решението беше кога требаше да вршиме исплата на медиумиве, значи работава се врши комплетно за друг субјект, се врши за политичката партија, парите се на Министерството финансии, Државната изборна комисија ко трета страна само треба да врши исплата и да верува во нешто што не е нејзина надлежност, што беше надлежност ниту дејност да утврдиме цена за медиумиве. Затоа ви кажувам, но нешто што не може да постигнат политичките партии или сега да не критикуваме владава, секогаш се оставите дик ќе најде начин како да ги реализира тие работи. И сега и во работната група, мислам и ревизориве, бара Државна завод за ревизија бара да остане исплатата од страна на Државната изборна комисија, бидејќи сега можат подобро да прават контрола и на политичките партии, но и на ревизија на Државната изборна комисија и ни остана нешто плюс надвор од нашата дејност. Затоа ви кажувам, че бевме премногу задоволни, па и задоволни ќе бидеме ако навистина остане на тоа што е договорено на работната група. Ако нешто имаме сосема друго кога ќе се усвојат измениве, тука не можам ништо да кажам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.